Добро вечер во отвореното студио. Овој пат на тема која сите нас повеќе или помалку ни е загадка. Што е тоа што одеднаш од Македонија, кога велам одеднаш, дури една декада е одеднаш, почна големиот бран на емигрирање. Македонците и албанците се познати по тоа, но да не ви спомнувам дека цели еснафи веќе алармираат за недостиг на кадри. Ректорот на Скопскиот универзитет Јан Куловски деновиве издаде со описание според кое над 1600 или околу 1570 лекари се заминати во државите на Европската Унија и пошироко, и тоа во услови кога на скопските клиники и воопшто на Македонија не достигаат најмалку 3 до 4.000 лекари и исто толку медицински сестри. Поштовани гледачи, овој пат нема да зборувам за brain drain, за одливот на мозоци. Нема да ви зборувам со моите собеседници за тоа што ги мотивира да заминат во странство. Во отварањето на студиото во 19:15 мој гостин беше Фатор Насани, нашинец од Реканскиот крај, кој речиси 2 децении работи во Италија и се реши да се врати, се разбира, како партиски кадар на СДСМ и со убедување дека оваа држава има свој просперитет, да се врати во Македонија на позиција директор на Агенцијата за управување со конфискацијата на имотот. Мојот вечерашен гостин припаѓа на помладата генерација и не сум сигурен како да ја најавам. Како девојка која се враќа во потрага по иднината во Македонија, иако матурирала во Охрид, дипломирала и магистрирала PR и адвертайзинг во Удине, Италија. Добро вечер за Марија Петреска. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Ми се чини дека за мене е енигма што тоа Марија од еден италијански стандард ја принуди или ја посака да се врати во Скопје. Во услови во кои ги доживувате овие години и пол дена, во потрага по работа за оно што сте го завршиле. Сега, откако се вративте, постои ли кај вас една доза на гнев, на исчекување? Каде јас тоа се вратив? Дали, да речем условно, од дудото од која заминав, или дали воопшто ги си ја најдам среќата во родната Македонија? Значи, прашањето е како се чувствувате во овие мигови откако се вративте како експерт за пиар? Мислам дека совршено го поставивте прашањето. Дефинитивно, откако сум во Македонија, тоа се истите прашања кои јас секојдневно си ги поставувам тука во потрага, во секојдневна потрага по тоа да најдам прав професионален ангажман, каде што лично и професионално ќе се пронајдам и ќе се изреализирам. И секако мислам дека веќе ја добивам таа доза на каење, бидејќи сум се вратила тука за во родната земја да го барам на некој начин, да го ваѓам тоа парче леп, да допринесам со нешто, со моето досегашно искуство и знаење. Исто така да можам да поминам време со мојата најблиска фамилија, бидејќи пред се, нели ова е мојата родна земја, тука е мојата фамилија и луѓето кои најмногу ми значат. И сега моментално тие нови предизвици, бидејќи се соочувам со целосниот колапс, морален, професионален и секаков, во кој живееме моментално во нашава држава, бидејќи тешкотиите се тие, истите секојдневни со кои ние истите самите секој ден се соочуваме. Добро, за сега, колку знам според вашите кажувања, барате ангажман, работа во тоа за што сте специализирани. Да. Адвертайзинг и пиар. Да. Кој ќе тропнете, што ви велат газдите, дојдете и што да работите, колку плата да имате?
Па тоа е проблемот. Платите се минимални. Значи, не сакам ни да ги спомнам, но тоа се суми со кои секоја нормална личност не може воопшто да преживее во еден град. Значи, последната работно место на кое бевте интервјуирани е една странска компанија. Да, така е. Кај работи, што ви понуди, колку плата ви понуди? Значи, последното работно место ми беше понудено од една странска компанија, малтежанска, кои што мислам, во моментов отвараат тука канцелари, као аутсорсинг фирма, бара тука напреден, професионален, образован кадар, кој ќе допринесува за нивниот бизнис и слично. Сигурна сум дека веќе за некој време целосно ќе се префрлат во Македонија поради ниските плати. Понудената плата беше, значи, на тие што мислеа дека се понеквалитетни 250 евра, а за тие што мислеа дека се квалитетни, дека ќе понудат и ќе дадат максимум од себе, беше 300 евра. Какво е вашето CV? Што велите? Тоа и тоа сум завршила, 2 јазика знам. Не знам 5 јазика. 5 јазика знаете? Па сум Предполагам живеела дека не се српски и словенички. Што све знаете? Не, значи, ајде го рачнам нормално македонски како мајчин јазик, потоа англиски, италијански нормално, бидејќи таму студирав и живеев долги години, а потоа француски и шпански. Бидејќи, да, француски, значи... Сега имам едно грубо прашање. Ајде. Покрај 5 јазик. Што сте запнеле да бидете пиар инженер или менеджер? Што не отидете во Охрид да бидете туристички работник кој ќе анимира, кој ќе создава и менеджира со еден туристички објект? Во услови кога ретко се наоѓаат образовани туристички работници, култивирани, со толку јазици и таква комуникација. Знаете што, баш и сум тропнала и на општинските врати во Охрид и Ама го тоа е па имат и моето администрација. CV. Да, тоа е пак администрација, но сепак знаете и во биро за вработување во Охрид исто така е моето CV, значи за сите луѓе каде што мислам кои нудат работа на поединци. Досега мене никој не ми излегол во пресред. Океј, тоа е едната причина. Другата причина е тоа што Охрид воопшто не представува предизвик за мене, ни лично, ни професионално. Едноставно се наоѓам во еден судир со општеството таму, каде што јас знам дека како индивидуа не можам да функционирам. Зошто па Охрид не е баш така рурална по својата социјален или образовен аспект, напротив. Комуникацијата со светот покажува знаци на рехабилитација на урбаното, да речем. Па се надевам дека е така, стварно би сакала да ви верувам, но не знам дали сте запознаени со најновите статистики. Мислам дека околу 16.000 луѓе од Охрид се одселени последниве години, баш заради тоа. Значи, луѓето си бараат шанси на секаде надвор. Мои пријатели, пријателки и фамилии што ги познавам, значи, гледа да си заминат баш заради таа неможност. И не само од економски аспект, туку едноставно од останати причини, како квалитет на живот, кариерен успех, иднина за самите фамилии, за нивните деца, не знам, животна средина кој им нуди многу повеќе. Значи, пред се своди се на квалитетот на живот. Ајде да бидам вулгарен, ако се појавите во Охрид покрај Кеот, шеталиштата, нели? И како што вообичаено во Скопје, велите имате куќе, кошете, куќе, каква е била реакцијата? Па нели да, за ова се смееме предходно. Еве, доколку јас би го шетала своето куќе на Кејм из Охрид, реакцијата би била добро што не го шета незиното бебе, си го шета куќето. Еве сега, кажете ми што да одговорам јас на тоа. Мислам, едноставно таков е менталитетот. А што е одговорот на вашиот предизвик да го живеете животот? Да чекате, да убодете работа според тоа што сте студирале, или да се адаптирате на пазарот на труд во кој секој човек кој сака да биде работоспособен, да држи до својот ментална кондиција, работоспособност, ќе изучува нови вештини. Јас знам, например, адвокатски приправник кој поминал низ курс на една реномирана IT компанија и денеска е програмер.
зашто вам би ве навредило, например, дека би била туристички работник во Охрид, во Берово, во било каде. Ако можете да работите во Удине, односно да студирате во Удине, зошто не би можеле? Ајде, после ќе ја вратам зошто не останете. Зошто не би можели тука да работите се што ви создава за вас престиж? Или мислите дека келнерството и што ја знам, рецепционерството е само за славните холивудски глумици? Значи, ќе се навратам нисото што го зборував предходно. Се е до средината и со луѓето со кои живееме, едноставно предизвиците. Сега, како веќе до некој степен изреализирана личност, не можам да не мислам на мојата иднина и на тоа до каде ќе ме доведи, за тоа дека еден ден каде би сакала јас моите деца да живеат, низ каков образовен систем да поминат и каков квалитет на живот би сакала да имат. Тука буквално се соочуваме со крајно бизарни екзистенцијални проблеми од секаков тип. Ако не би се вратиле, не се вративте од Удине, ако сега сте, да речем, македонски студент, кој магистрира дека натаму, ќе доживеете оваа своевидна лична голгота, нема да размислите да си заминете, како што веројатно во овој момент најмалце 20 до 30% од младите ги подготвуваат куферите за некакви нови европски предизвици. Видете, тука имаме многу про и контра. Мислам дека сите би сакале да останат тука. Мислам, како што реков, значи нашите фамилии, нашите блиски, сите се тука, сите би сакале да инвестираме, да го дадеме максимумот и најдоброто од нас тука. Но едноставно работите се толку закочени или уназадени веќе не знам колку чекори наназад, што нас сите ни ги држат рацете врзани за да напредуваме на некој начин и да сме среќни. На крај краишта тоа е најбитно. Да знаеме дека сме на некое место што ќе не исполнува и што ќе не прави среќни. Ама до тамо да стигнеме, основната е екзистенцијата. Да. И баш поради тоа, еве, јас сега спаѓам во тие 20 до 30% на луѓе кои што ги кажавте, кои би гледале повторно да заминат од државава. Вие сте 3 сестри дома, така? Да, така. И една од вас е исто така магистар по архитектура или сега е средната? Да. Таа заминува, сака да си замине или останува? Не, таа е веќе замината и одселена, живе и работи како архитект во Минхен. Са Бајлево се слушнав со моите родители, за да ги известам дека ќе дојдам да ви гостувам тука. И тие ми рекоа, Марија, те молам, кажи дека сестра ти кога беше тука, не можеше ни да најде неплатена пракса, која и беше задолжителна за факултет. И едноставно Анита си ја пронајде својата среќа на професионално ниво некаде во странство, значи во Германија, каде што како дефицитарна струка веднаш најде и ја доби работата. Сега има тука два различни погледи. Едната е дека се оди во потрага по екзистенцијата и работата, другата е дека заминувањето е освен работата и заради општиот социјално, културолошко, образовно, па и семејно ниво на компактност и кохабитација внатре во семејството. И што е меѓу тие две различности или тие простори и тие процеси се, да речем, се надополнуваат? Во секој случај се надополнуваат. Еве, прво да тргнеме од екзистенцијалното прашање. Мислам, некои луѓе заминуваат заради сиромаштија. Сиромаштијата е нели еден волшебен круг, доколку немаш ти, доколку екзистенцијалното прашање не е решено, не можеш воопшто да одеш никако напред на ниедно друго животно поле. Сега, значи, ти колку се тука и другите многу бројни примери како луѓе едноставно само што си заминуваат заради тоа што живееме во најзагадениот воздух, во целиот свет, животната средина,
повторно квалитетот на живот, тотално уништениот образовен систем, уништеното здравство. Познавам мои другарки кои едноставно не сакаат да ги родат нивните деца во овие болнички услови, бидејќи се плашат за нивното собствено здравје и за здравјето на нивните новородени деца. Ама тоа помалку делува контроверзно. Сите овие што родија тука и што имаат своји деца, или се клетници на одреден начин, или сепак со трошка верување во својата способност и во тоа дека рожбата е тука и рожбата тука треба да се врати. Да, еве, морам да спомнам дека можеби тие се едни од понадежните или попривилегираните. Сепак има 1% на доста привилегирани граѓани на оваа држава кои можат да си дозволат живот со сите удобности. Но нажалост не е со сите тој случај. Потоа, не знам, може би зависи од тоа до кој степен можеш да се адаптираш и да прифатиш се што ти се нуди. Кој е вашиот репер? Што нема да прифатите? Нема да прифатите и по цена да останете, да речем условно, без некаков екзистенцијален минимум, нели? Иако не ми делувате дека не сте баш без дополнителни приходи. Мора нешто дополнително и адхок како либеро да работите, зашто мора да е фрустрирачки ако немате редовен некаков прилив. Па да, не можам да се пожалам од тоа прашање. Мислам дека значи, причината под број 1 заради која би си заминало од оваа држава е значи тоталната нефункционалност, неправдата која што се дешава. Марија, да, пред да дојдете, пред да дојдете, тоа го знаете, ние бевме такви, пред да дојдете. Не бевте доволно упатени во тоа или бевте премногу оптимисти и футурист или алтруист? Изгледа бев премногу оптимист и мислев дека со сето тоа моје образование кое го достигнав и со тоа што можам јас тука да допринесам како еден од ретките професионалци кои се вратиле тука, дека имам доста големи шанси за напредок. Но колку што повеќе се седам тука, се уверувам во спротивното. Мислам дека тоа што најмногу би ме натерало да заминам е нездравиот живот и тоа што долгорочно размислувам за мојата иднина. Сега за нашиот гледач соопштам уште еднаш некој што сега се вклучува дека е тоа Марија Петреска, магистар по advertising, PR менеджер во Италија, Удине, која ево потрага по среќата во Скопје откако отиде во Италија на чист воздух и на некаков европски стандард. Марија Петреска инаку знае 4 јазика како што самата соопшти и во такви услови преживува. То така можем добро да го кажам. Можете, да. Да, се согласувам. И ви доаѓа без кај повторно дојдов тука? Ми доаѓа без и гнев, најчесто бидејќи гледам како работни места каде што би требало да бидат луѓе и професионалци како јас ги зафаќаат други, што можеби немаат, не знам, ни факултетско образование. И слично, значи, јас сум модела на доста интервјуа, исто така имав и некои понуди, пример, еве, за да работам и во PR секторот на некоја од нашите државни институции, но тоа ништо не се изреализира на крај. И се разбира дека... Зошто? Затоа што не бевте од некаков партиски штаб? Или Точно, бидејќи не бев од никаков партиски штаб и бидејќи сепак јас потекнувам од едно нормално семејство и немам мене кој да ме турка, да ми дава ветар или во едрата, и слично, бидејќи сама си ги отворам вратите за се. Што тоа би било плюс секаде, само тука не. И нормално на крај тоа фрустрира. Колку фрустрира? Па до толку што... До депресија или до... Оти вака ми зрачите по физиономија и по реакција со прилично
оптимистички насмевки, реакции, така спонтани? Па бидејќи по природа сум таква оптимист и позитивна личност. Но да, фрустрира се до депресија, до тоа дека еве, значи се решавам јас утре, сакам да си ги спакувам куферите и си одам. Каде? Сакај да знаете каде? Сакам. Точно кое место? Па не, ако веќе сте разочарени од... Која ви е последната шанса или граница пред да решите ги спакував куферите и полетав? Има уште некоја интервју или некаква мала надеж? Да, има. Еве денес бев на едно интервју морам да спомнам една работна позиција која дури самата си ја отворив како еден мој предлог до една компанија тука доста успешна во Скопје. И сега ќе видиме значи какви ќе бидат натамошните резултати од тоа. И нормално доколку тоа не бидне ништо, се знае која е мојата наредна дестинација. Се надевам каде? У Кина? Не. На некој потопло место. Потопло, да. Во динамика ги држите нозете и покрај работна маса. Тоа е благодарејќи на тренингите што ги правите. Дали е тој тип на тренинг некаков нов обик на тимбилдинг, па се уигрувате сите што претендирате да освоите работно место или да ги освоите идните менеджери? А тој тип на тренинг е да бидеме физички јаки за да го издржиме и менталниот притисок. Јас така би го сватила. Значи, ние во Охрид сме скопјанишчата, а вие охриѓаните во Скопје што сте? Провинцијалци. Ве носи тој товар? Имаат, да речем, усмално, постојни вежители некаков, го чувствувате тоа ехо ке што викате, абе, Скопје се преполни од провинцијалци? Па сум го слушнала тој коментар до сега. Да. Иако е тоа некаков одбранен механизам од така агресивното механички прилив кон Скопје, но реално гледано работата сила се движи. Да, секако. Мислам, тоа е едноставно интернационален, тоа е глобален тренд. Од 18 години, бидејќи сум заминала во странство, каде и да сум одела, јас сум била секаде странец. Така да, без разлика, дали вие мене тука ме гледате како охриѓанка, скопјанка, македонка или, не знам, вратена од некоја друга држава, сепак јас сум навикната на тој однос, бидејќи каде и да сум одела, тој бил Марија прескапот. Петреска е гостинка во отвореното студио во овие вечерни часови. Како што гледате, поштувани гледачи, воопшто не најави граѓански форум, зашто мислам дека е добро да чуете една лична, не би рекол драма, туку една лична перцепција, анализа, како македонците одржуваат Македонија од кога ќе дојдат во неја, се враќаат во неја, но добивам сигнали дека сепак има интерес од вас. А бидејќи ние сме за вас, ја мислам дека би било добро да кажем добро вечер за кого? Добро вечер. Повелете. Би сакал до гледачката баш до вашата гостинка што е. Дали ќе може да ми одговори прво каде ги поправа забите? Добро, сега тоа е дел на... Не, сакам да ви објаснам една работа, пошто многу имаме италијани и така натаму. Јас сум по вокација, иначе стоматолог, да ви откриам и на вас, што би бев доста загонет на така личност. Нека фати бизнис себе, организација менаџирање на стоматологијата, рецимо од Италија кон Македонија. Пошто на сигурно не ги работи сигурно завите во Италија, доста се скапи. Да. Би предложам еден бизнис, пошто е на пиар, нека форсира. Македонија има најефтина стоматологија, доста е квалитетна. И нека земе жената, нека си работи еден бизнис кој што ќе и цвета, верувајте ми, многу јако, бидејќи сме ние стварно дефицитарни, под наводници. Во Македонија има премногу стоматолози, многу ефтини за Запад, а за неа сигурно скапин во Италија. Добро, интересен предлог. Па, да ви предложам само зашто отишла од Македонија. Иначе да ви кажам, се работи овде за успешен стоматолог.
кои што си ја знае својата работа, има доста италијани кои што доаѓаат тука, кои што ја кажуваат цената таму. Зошто не останала во Италија да ги поправа забите, тогаш да ја прашам? Апропо на ова што го зборувате, јас еден период работев во Deutsche Welle во Германија. Еден дел од моите колеги кои беа од Скопје и така натаму, иако Deutsche Welle партиципираше во, да речем, поправките или како се викате тоа, протези, ставање и така натаму, сепак се решава во Скопје да дојдат и тука ги правеа, како ние обично велиме за џабалак. Што е тој џабалак буквално, затоа што не е само незината професија омаловажена, него сме омаловажени сите како професионалци. Ајде да видиме сега како не може да се најде во една Македонија, што сите ја рачунат као некој си апендикс, односно крај на светот. Ајде да видиме зашто ова девојче не може да се снајде во Македонија. Еве сега, например, сакате да отворите бизнис. Вие сакате да не инвестирате ништо, а да добиете све. Она инвестирала во некоја општествена наука, каде што не може да профитира и исклучиво зависи од некого. Ајде сега да видиме, нека инвестира во нешто, нека има своја пиар агенција. Ја и предложам во стоматологијата, нека не пропагира во светот као најефтини, али не верувам дека сме неквалитетни. Еве нека проба во тоа. Добро, тоа е составен дел на политиката на движење на следење на пазарот на работна сила и до обука преку различни вештини или ова што сега денеска обично го велиме стартап, мали фирми и така натаму. Во секој случај ви благодарам на љубезноста што не следите и што нема проблем, фала ви на вас. Добро вечер. Марија, добро вечер за следниот гледач ако има. Добро. Марија, прашањето е што јас на почеток ја кажав. Ја немате ли она нитка на храброст да се извлечете од позицијата на наемен работник, да барате работа, одошто да креирате своја работа? Тоа е тоа што најмногу би го сакала. Мислам, ова е интересен предлог од гледачот што не следи. Значи, и тоа што го предложи последно, како отварање на свој бизнес и слично, не знам, може би господинот е финансиски доста стабилен и слично и би можел да си го дозволи тоа. Пример, јас од моја гледна точка не би можела да си дозволам отварање, креирање на некој собствен бизнес. Пред сега, секој мој почеток би бил како наемен работник. Меѓутоа, битката сепак зависи од нас и од способноста да се креира. Ако останете на рамништето на интервјуирана персона, не сте далеко од тоа дека ќе останете, да речем условно, без реализација. Во ова Македонија во која се наоѓаме сега. Но и, би рекол и претходно, тие што одат да раѓаат надвор, не значи дека тие што раѓаат тука во Македонија се со тој страф или со таа перцепција дека се што е надвор е идеално. Сепак, италијанското искуство во кое сами се финансиравте на едуцирање, доработувавте и така натаму, не ве принудува да размислувате како да заработам за да можам да направам собствен бизнес? Секако, мислам дека тоа е мојот лајт мотив секој ден. Значи, со тоа се будам, со тоа заспивам. Значи, постојано ги опфаќам сите идеи на кои што би можела да помислам. Но сепак мислам дека за да го створам тој капитал и за нешто да отворам и да инвестирам тука, изгледа единственото решение прво да заминам од тука, па да го створам тој капитал некаде надвор, бидејќи тоа би било полесно и би бил многу помал временски период, а потоа да се вратам за да го направам тоа. Дали сте упатени, например, на сите овие додатоци кои владата ги издвојува, фонд за иновации, кредитни линии кои се даваат за отварање на човек фирма и така натаму.
или тој принцип како би можел да најдам работа завршува со тоа каде додам на интервју? Информирана сум и за тоа како не. Баш мислам дека од последното за фонд за иновации, за бизнис идеи и слично, учествував, но тоа не вреди со никаков плод. Јас ги имам пробано сите опции. Ви гарантирам за тоа. Не сум човек кој се предава лесно. И нема ни да се предадам лесно. Сега само не знам која ќе биде едноставно мојата точка на кршење. Изгледа се уште не сум ја допрела, па за да се откажам тотално. Дали ја чувствувате на оден начин разочараноста на своите родители? Што направивме од нашата паметна керка, кај стигна? Да, ја чувствувам. И мислам дека општо нивната перцепција за мене и нивните коментари за мене се секој ден истите. Марија, ти не си за ова држава. Заминувај. Тоа е тоа. Добро, едната е замината, ти се спремаш да заминеш третата? И третата моментално студира во странство и мислам и дека ќе остане таму, бидејќи јас сум како тој неуспешен пример, да се изразам така, од кој тие две ги учеа лекциите што не сакат да ги направат во животот. Добро, не сте создале тука дополнителен капитал. Таткови и мајкави се релативно граѓански луѓе во Охрид, нели? Како успеате да се стипендирате во странството сите три и да заминете таму? Па добро, нели на почеток е секога со поддршка од родителите. Или вие како наша емиграција, еден ќе отиде па ги влече и другите. Па да, изгледа таков и системот. Значи, добро, на почетокот секако ве помагаат родителите, па потоа си ги наоѓате, нели, тие извори на тоа како да аплицирате за стипендија и слично, како да ги користите тие, пример, во мојот случај италијански и европски фондови, кои можев да ги искористам за да добијам стипендија. Знаете италијански пред да одите на студирање? Не, имав многу основен левел на италијански пред да заминам. Како следете предавање на англиски? Па бидејќи е специфичен на факултет, значи за односи со јавност и advertising, да, на почетокот и бидејќи имав некои предавања на англиски, на француски, додека го совладав совршено италијанскиот, ги дадов тие предмети на италијански, на англиски, на француски. Да. Без да ве открием предуе, па сега врз основа на што вадите леп? Моментално, значи, живеам од тоа, пример, као што работам као фриленсер на некои проекти за некои странски компании, во главно тоа. Зашто не продолжите така? И тоа не го оформите како свој бизнес? Ова е добра идеја, но сепак, значи, тоа што моментално го добивам, не е доволно за да можам да продолжам на тој начин. Колку ви треба во Скопје да преживеете? Минимално? Да. 30.000 денари. Да. За плаќање кирија, сметки и слично. И тие 30.000 денари на стартот од бизнес, од вработувањето, мислите дека ги добиете во Скопје? Па доста тешко, треба да се помине преку многу преговарања и вие баш да бидете, значи, таа квалитетна личност која нив им е потребна како професионалец, за да можете да ја испреговарате таа почетна сума. Кој излагувате низнокниот живот на Скопје, се чувствувате депресивни? Од каде им на младиве девојки, на младите момци толку пари за да можат така да се однесуваат? Наспроти, например, вашата фрустрација дека не може да стигнете дури ни до 20-30 хиляди месечни приходи. Па до некаде да. И мислам и дека и заради тоа не излегувам доста често. Да, мислам,
тоа е одговорот на прашањето. Значи се осеќам, мислам, ја осеќам таа фрустрација, како не. Значи, со една нога сте на аеродромот Скопје, со една нога сте на автопатот за Охрид, или сепак ќе останете овде во Скопје? Ќе видиме, како што ви кажав, само ментално се сите опции отворени. Кога влегувавте да студирате, како што сега, например, се прават анализи дека PR инженерите ќе бидат изгубена професија, вклучувајќи и нас новинарите, и дека ако следите најпрестижни 30 професии, освен оние што се IT, програмери, менаџери и така, финансиски консултанти, например, сметководители, и се разбира овие занаетчиски професии. Кога тргнавте во студирањето на професија која во тој момент беше атрактивна и се уште е атрактивна, мислите дека тоа ви е шанса, иако и натаму се зборува дека PR менаџерите може да имаат некаква перспектива, бидејќи тоа е составен дел на општиот корпоративен имидж на светските модули на корпорации и фирми. Да се занимаваат, меѓу другото, за адвертайзинг, PR, внатрешен, надворешен и така натаму. PR професијата е многу флексибилна, значи тоа е професија која може да се адаптира, значи во секоја корпорација и во секоја фирма. Дефинитивно мислам дека не е во изумирање, но едноставно потребни се дополнителни адаптирања на самата професија спрема работното место што ќе се нуди. И благодарам што бевте гостин во отворената студија, Марија Петреска, магистар по PR и адвертайзинг, магистар во Италија, се врати во Скопје во потрага по некаква македонска приказна. Каква ќе биде, ќе ја замолам само да ми јави по известно време дека си нашла работа или дека си заминала. Тоа би било минимумот што го очекувам врз основа на овој дух на разговорот. Ќе биде секако. Добро, ви благодарам. Поштовани гледачи, како што забележувате, вечерва не направив тематскиот форум. Тоа го оставам за четврток, кој ќе има и дебата. Ќе влеземе во срцевината на претседателската кампања и мислам дека на оваа тема ќе се вратиме не само низ реториката, туку и низ понудата што тројцата претседателски кандидати во првиот круг им ја нудат на нашите гласачи. За неколку минути ќе биде ноќниот преглед на вестите. Ви благодарам. Утре сте со Ацо Кабранов и Борин Ровановски, а мојот колега Сашо Ордановски со неговиот слободен печат најверојатно ќе се занимава, како што обично ние се договараме, со оваа своевидна современа појава на депресија, психози кои луѓето ги зафаќаат и отсуство на се помалку оптимизам и верба во само до вербата. Ве поздравувам сите и мојот колега Сашо за успех и се надевам дека ќе ја има во предвид оваа моја вечерашна перцепција. Пријатна вечер.